Државата и синдикатот подпишаа за повисоки плати на здравствените работници во сите државни институции. Изразено во бројки, од следниот месец средно медицинскиот кадар ќе добива дополнително 1500 денари, докторите специјалисти на универзитетските интерни клиники на сметка ќе добиваат плюс 3756 денари, лекарите специјалисти во општите болници 4060 денари, а на докторите специјалисти на универзитетските клиники за хируршки болести, почнувајќи од септемвриската плата, ќе им биде самата плата повисока за 4548 денари. Зголемувањето на платите е една од мерките со која државата се обидува да го задржи медицинскиот кадар во државата. Како министер на здравство и како доктор пред се, убеден сум дека со оваа фаза од зголемувањето на надоместокот за прековременна работа, дежурството и ноќен труд, како и зголемување на платите, ќе се даде значителен стимул за подобрување на положбата и достоинството на сите работници во македонскиот здравствен систем. Сепак, според синдикатот, за вистинско достоинство на луѓето во бел мантил треба да се работи уште многу. Клучни проблеми се недостигот на кадар, но и реална пресметка на бодот. На преговарачката маса веќе се ставени со Министерството за здравство, нашиот социјален партнер, веќе и корекциите на коефициентите на сестрите со средно образование, исто така и корекциите на коефициентите на лекарите специјалисти. Одлуката за покачување на платите во источниот регион се однесува на околу 1000 до 1300 вработени во јавните здравствени установи. Од друга страна, лекарите од приватниот сектор со порака до владата и министерството. И ние лекуваме и спасуваме луѓе. Приватното здравство и Сдруженијето на приватни лекари ја го поддржува секое решавање на статусот на лекарите, така и овој договор меѓу државното здравство и синдикатот го сметаме за позитивен, меѓутоа сметаме дека тука е изоставен приватниот сектор, бидејќи тоа е важен сегмент. Посебно е проблематично што во примарната здравствена заштита, каде што треба да почнуваат младите доктори, капитацијата е недоволно за решавање на проблемите и на статусот на медицинскиот персонал, така да имаме впечаток дека за ова се нема слух. Исто така и буџетите на приватните здравствени установи од секундарна здравствена заштита, значи специјалистичкиот и со година тапкаат и се со нејасни, недоволно јасни критериуми буџетите оформени за секоја здравствена установа посебно. Инаку, според податоците на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија, за период од 2 години од источниот регион се иселиле над 300 лекари. Во моментов во источниот регион, околу 180.000 жители, има 443 општи лекари, што е помалку од потребното.